Почитувани, оваа работна седмица ја започнувам од Вашингтон, каде во наредните денови ќе ја реализирам мојата прва работна посета на Соединетите Американски држави. На агендата се средбите со подсекретарот за одбрана, задолжен за политички прашања, Колин Кал, со помошничката на секретарот за одбрана, Селесте Валандер, со командантот на Националната гарда на Соединетите Американски држави, генералот Даниел Хокансон, командантот на Националната гарда на Вермонт, генерал мајор Грегори Најт и секретарот на копнената војска на САД, Кристин Вормонт. Предвидени се средби во Белата куќа, во Националниот совет за безбедносни прашања, како и средби со представници на Индија и ИРИ тука во Вашингтон. Со соговорниците ќе разговараме за трансатлантското партнерство, промовирањето на евроатлантските вредности, актуелните геополитички случувања и безбедносни закани, но се разбира, ќе стане збор и за проектите за модернизација на армијата, кои ги реализираме со значајна американска помош и американска опрема од најновата генерација. Дошколувањето на нашите офицери е клучен приоритет по мојот мандат и токму поради тоа ќе искористам оваа посета на САД за да го посетам и воениот коледж на копнената војска на САД во државата Пенсилванија и да се сретнам со двајцата македонски офицери на армијата кои во моментот се школуваат на овој реnomиран коледж. Во агендата на мојата посета на Соединетите Американски држави е учеството на состаноците во рамките на првиот стратешки диалог меѓу САД и Северна Македонија, како ново поглавје во напредувањето на нашите односи. Преку одржувањето на стратешкиот диалог, Северна Македонија и Соединетите Американски држави влегуваат во нова фаза во изградба на меѓусебните релации, што е особено значајно не само за земјата, туку и за целокупниот регион, особено во контекст на актуелните безбедносни закани. Воедно, тоа е израз на нашите заеднички заложби за зајакнување на врските и промовирање на споделените вредности за демократски развој и стабилност во регионот. Очекувам успешна посета, од која ќе произлезат нови проекти и квалитативни решенија за граѓаните на двете држави. Соединетите Американски држави, како наши партнери и сојузници, секогаш биле двигател и поддржувач на процесите и на дело покажаа каква е нивната поддршка за развој на демократските процеси во Северна Македонија и секако во развојот на одбраната и армијата.